политичка позадина нема. Нормално е дека нова влада, нови, би рекол, луѓе кои што управуваат со новата влада, да има и кадровски промени. Не гледам тука што е страшно. Лично, ако мене ме прашувате за мислење, мислам дека актуелната комисија мешовита апсолутно не ги оправда очекувањата и не беше заштитник на националните интереси на македонскиот народ. Инаку да, логично е, кој имате нова влада да има и промени во определени институции. Не гледам тука зашто би имало политика. Кога се очекуваат тие промени да се случат кадровски? Па во периодот што следи. Многу брзо. Вашата партија обелудени афера наречена Бисера Антоанета, очекувате ли оја да преземе нешто? Па не само за овој случај, јас реков дека од есен ќе сведочиме за тоа што се случувало изминативе 7 години, за многу работи, не само за ова, е само почеток. Ке има многу луѓе кои што денеска гледаме се силни позади говорницата во парламентот, но да и во прашална форма поставуваат дилеми на партиската говорница, ќе видиме сега како ќе изгледа сето тоа кога обвинителството и стражните органи ќе треба да се позанимаваат со сите оние злоупотреби што се случува изминативе 7 години. За неколку дена започнува септември, ќе ги добијат ли пензионерите претуваното покачување? Апсолутно, законот е во подготовка за линеарното зголемување, не како што беше до сега и за овој септември, но и за во март, така што сите оние ветувања, односно оние 5000 денари кои што беа ветени за пензионерите ќе легнат на сметката на пензионерите. Со ребалансот се предвидени овие средства за оваа година, но исто така со буџетот ќе ги предвидиме и за следната година. Па ќе видиме во зависност од таа каква кондиција ќе ни биде буџетот, ќе видиме какви одлуки ќе носиме за следното согласување во септември, дали ќе имаме повторно процентуално зголемување или ќе имаме повторно линеарно зголемување, она што го бараа практично пензионерите. Тоа значи дека на два пати ќе ги добијат тие 5000 денари одвоено? Да, 2500, не на два пати, континуирано ќе ги добиваат. Сега линеарно ќе им се зголемат пензиите 2500 денари во овој септември, а потоа и во март уште за 2500 денари. Вие се сеќавате, во кампањата ние рековме во првата година, еве за 9 месеци од денеска мислам за 9 месеци од формирањето на новата влада, тоа ветување ќе биде во целост исполнето. Во средот на градот дојдовте да му покажете почетна најголемата албанка во Македонија, а вчера видовме некои сцени, балисти, навијачите на Шкендија Тетово од Струмица отстранети од страна на полиција од трибини заради едно албанско знаме. Како го коментирате овие настани и дали ова е некој сценарио за дестабилизацијата што зборувате? Гонџа Бојаджију, скопјанката Гонџа Бојаджију е личност која што е светска, безвременска, со незиното однесување, но и тоа што остана позади нејзе, треба да сме ние скопјани горди кои што сме родени во овој град, што имаме таков сограѓани. И тука апсолутно нема ниту етничка, ниту верска, ниту било каква припадност. Јас навистина како претседател на владата имам должност, но и чест да можам да се поклонам пред делото на еден ваков лик, една ваква личност која што е безвременска и која што позади себе остави една голема димензија не само за родното Скопје, туку и за државата Македонија секаде во светот. Иако животот го завршува во, би рекол, една огромна држава како што е Индија, во местото кое што Ивана самата го создаде во градот Калкута. Што се однесува до дестабилизацијата, јас само ќе го повторам она што го кажував. Имаме структури и сили политички во државата кои што за да го заштитат богатството и сето она кое што го краде изминативе 7 години, безмилосредно го плячка граѓанинот, без разлика на етничката припадност, ќе злоупотребува и ќе манипулира. И ќе манипулира со одредена група на луѓе за да предизвика етнички инциденти. Затоа што тоа е единствениот начин да магнетизираат публика за најавената дестабилизација или организирање протести кои што ги планираат ова есен. Не смееме како граѓани тоа да го дозволиме и како влада апелирам како претседател на владата до граѓаните да не наседнуваат на овие милионерски заговори. Погледнете зградата недалеку од овдека. Додека тие таму издаваат
и милиони заработуваат, го злоупотребуваат граѓанинот. Додека тие печалат и летуваат во монденски летувалишта и скијаат во монденски скијалишта, недалеку од оваа зграда договараат за нивните планови. Купуваат трговски центри со ваши народни крадени пари. Да не дозволиме овие криминалци да ја дестабилизираат Македонија, затоа што Македонија е наша земјичка татковина и така и ќе продолжиме во иднина да се однесуваме како влада. Ваша одговорност да не дозволите етнички проблеми. Дали побаравте од министерот објаснување зошто се избркани тие навивачи? Утре може да се избркат и помите. Доколку има нормална причина или предизвикување на меѓуетничка образа, тоа е нормално. Но дали побаравте информација зошто? Затоа што ако знаме тоа е скандал, затоа што тоа е регулирано со закон. Членот 7 од употребата на Мислам дека правилното место за да ви го дадат ова прашање е Фудбалската федерација на Македонија. А ние како политичари не можеме да коментираме одлука на делегат кој што е номиниран од страна на Фудбалската федерација на Македонија, но мислам дека има одличен рецепт за успех и вие бевте, ако не се лажам, сведок на едно такво насилство на фудбалска утакмица во пониските лиги во Македонија, не така далеко од сега. И вие бевте сведок на, како што вие го представивте во јавноста, етнички напад кој што очекував да го пријавите во Министерството за внатрешни работи пред некој ден, на исто вака мој настан рековте дека ќе немам таква информација, напротив. Сега, ја ви реков дека ќе ве контактираат, при тој контакт слушнав дека сте се откажали од пријавата, не веќе ви дадам еден одговор. Во Скопје има исклучително добра практика да нема гостување на гостински навивачи. Не гледам причина зошто тоа да не биде и низ Македонија така, да нема гостување на гостински навивачи и на тој начин да можеме да избегнеме ваков тип на настани за кои што вие сега прашувате. Вчера вечер Шкендја имаше реакција, вика делегатот не барал да се отстрани знамето, туку полицијата го испразнил трибината. Така им давав одговор на тоа прашање. Ако имате Господине Мичковски, во врска со најавата на независност. Фураше фабрика која што работува 75 луѓе. Вие очекувате протести, меѓутоа имате ли информации од што настана тој пожар да се уништуваат поседи фирми на луѓе кои што работуваат? Тоа е приватен објект, од тоа кое што јас го имам како информација. За причините и штетата која што е настаната, дополнително ќе биде јавноста информирана. Најавени сте протести на дел од професорите од страна на независниот синдикат. Ке има ли некакво решение за платите за професорите и наставниците? Сите оние, сакам најпрвен да кажам дека сите заслужуваат повисоки плати. Тоа е многу важно да се знае. Секој кој што работи, кој што се труди, кој што честно работи согласно закон и устав, заслужува повисока плата и тука не треба никој да има никаква дилема. Како влада, во рамките на овие 2 месеца направивме ребаланс на буџетот со кој што обезбедивме средства за законските усогласувања. И тука не треба исто така никој да има дилема. Во зависност од динамиката на консолидирање на буџетот. При формирањето на буџетот за следната година, подготвени сме да седнеме со сите синдикални единици, со сите синдикални организации и да разговараме. За 2 месеца успеавме да ги консолидираме институциите кои што беа во распад. Да ги консолидираме министерствата кои што беа во распад, да го консолидираме буџетот кој што беше во распад. Ќе ве потсетам. Пред неколку денови, но и во текот на изминатите недели објавивме податоци за тоа дека Управата за јавни приходи има за 40% повисока наплата во јули месец поредено со јули минатата година. Очекувам директорката многу скоро да излезе со една информација до јавноста која што ќе биде многу интересна за кадровската политика, начинот на систематизирање на работните места, кои биле наградувани, кои не биле наградувани, но тоа ќе го даде директорката во јавноста како информација и ве молам внимателно и будно да ја следиме. Но и покрај тие предизвици за 40% имаме повисока наплата. Царината за 20% во јули месец. Наплатата на патарините е за 66 милиони денари повисока од таа овој јули, од таа јули 2023 година. Ако сега имаме 288 милиони во јули месец, сме имале 222 милиони пред една година, значи 30%. Ако состојбата во компанијата била 10 пати поголеми побарувања
од средства на сметката, сега во принцип е консолидирана состојбата и побарувањата со средствата на жиро сметка се исти во рамките на компанијата. Ги консолидираме институциите многу брзо, затоа што сме посветени и сакаме да донесеме надеж и таа надеж се чувствува насекаде. Граѓаните чувствуваат надеж. Прв сум меѓу еднаквите во делот на образованието, бидејќи и јас сум образован работник, и јас сум научен работник, и јас предавам на универзитетот и апсолутно се чувствувам. Мојата сопруга е професорка во средно училиште. Но мораме да разбереме дека не смееме да дозволиме во синдикалните организирања политизација. Не смееме да дозволиме политички памфлети, затоа што секоја изјава на дел од раководството во синдикалните организации е координирана со денешната опозиција. Ке повторам, за помалку од 2 месеца. За помалку од 2 месеца го консолидиравме буџетот, со ребалансот се предвидени сите покачувања и усогласувања кои што претходно беа усогласени со синдикалните организации. А со буџетот од следната година подготвени сме да седнеме, да разговараме без политизација и да најдеме решение. Јас сум прв кој што ќе поддржи нешто за кое што има основа. Нешто за кое што навистина е потребно да се поддржи. Ве молам за трпение, заедно ќе седнеме и ќе најдеме решение. Премиер, ако можете само да искоментирате изјавата што предмалку ја даде претседателот на СДСМ Филипче од Струмица, тој пак ве обвини токму вас дека вие сте ја политизирале состојбата во синдикатот и барате изговор да нема покачување на платите. Па СДСМ тоа што го кажува во јавноста е само продолжување на оние стабри политики, модуларни болници и така натаму, злоупотреби во здравство, криминали, тендери, јавни партнерства по 3 пати по големи цени од тоа кое што нормално треба да биде. И ја разбирам дека тие се сега уплашени за тоа што следи во периодот кој што е пред нас. Иако објективно ги гледаме пораките кои што во јавноста се присутни, ќе видите како веднаш после неколку часа после претседателот на синдикатот реагира претседателот на СДСМ. И тоа дава една доза на сомнеш. Јас не велам дека тие се координирани, но чудно е како утренските соопштенија од СДСМ кореспондираат со ставовите на претседателот на синдикалната организација, кој што патем речено имаше можност кога беше СДСМ движечка партија во владата да потпише колективен договор, па потоа видовме како на отворена сцена беше изигран. Да заклучам, поголеми плати се потребни, но поголеми плати ќе има тогаш кога за тоа ќе има основа. А ние, како влада, одговорно ќе се однесуваме кон буџетот и народните пари, нема да трошиме за стабри политики, нема да трошиме за модуларни болници, нема да трошиме за јавни партнерства, за стерилизации по 3 пати повисоки цени и така натаму. Во периодот што следи јавноста ќе биде запознаена за сето ова што го зборувам во детали. Туку ќе се грижиме затоа што ова е нашиот дом, а домот и семејството се сакаат и се штитат. И ние тоа ќе го правиме во периодот кој што следи. Премиера, на неколку дена пред почетокот на школската година ќе се најде ли решение за бесплатниот превоз на учениците? Па мислам дека решение има. Не гледам тука ништо спорно. Мислам дека тука има решение. Мислам дека за студентите Министерката за образование и наука излезе со политика која што до сега не била забележана и решени се проблемите кои што до сега не биле решени за жал за студентите, така што тука имаме една принципиелна политика. Младите се нашето богатство, бидејќи сето ова кое што го работиме останува на нив.